Почитувани гледачи, ви посакувам добар ден и добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата за животот. Денеска со мене Сања Савеска и како што веќе сте добро навикнати, во емисијата за животот зборуваме и отвараме теми кои што навистина може да ви помогнат во животот и секако се можни значајни за животот. И токму така ќе биде и денес, ќе зборуваме на една тема која што верувам ќе биде од особено значење за сите кои што денеска се наоѓате пред ТВ екраните и следите 24 вести. Ќе зборуваме за медијацијата како алтернативно решавање на спорови. Медијацијата всушност е судска постапка на алтернативно решавање на спорови со помош на трето, неутрално лице, кое што се нарекува медијатор. И тоа секако им помага на страните да изнедат заедничко решение. За значењето и можностите на медијацијата, денеска во моето студио се гости и секако ќе одговорат на моите прашања, верувам ќе ја доближат медијацијата до вас. Велам добар ден и добре дојде за Роза Алексова, медијатор од Кавадарци. И за магистер Славе Младеновски, лиценциран исто така медијатор од Скопје. Добро дојдовте во емисијата за животот. Добро најдовме. Благодарам за поканата. Како што напоменав на самиот почеток, ова е емисија каде што доближуваме прашања, проблематики кои што може секако да бидат од особено значење за гледачите кои што не следат и за граѓаните на Македонија. Па можеме ли на самиот почеток да им ја доближиме медијацијата, да кажеме што се тоа всушност алтернативни начини на решавање на споровите и кое е всушност местото на медијацијата во правосудниот систем на една држава? Пред се морам да кажам дека многу ми е мило што во вашата емисија одвоивте време малку да поразговараме повеќе за медијацијата како алтернативен начин на решавање на споровите, бидејќи се уште сметам дека малку се зборува на оваа тема. Прво би сакала да ја дефинираме медијацијата. Медијацијата е еден од алтернативните начини на решавање на спорови покрај арбитража, преговарање, рана стручна евалуација и некои други методи, во која што две спротиставени страни кои што се во спор по пат на преговарање, значи на мирен начин, се обидуваат да го решат спорот, да постигнат заемна спогодба, а со посредство на трето неутрално лице, медијатор, лиценциран медијатор, кој што ги води во текот на постапката, ги насочува во откривањето на нивните пред се посебни интереси и заедничките интереси, а се во интерес да се дојде до една заемна спогодба. Веднаш употребив израз алтернативно решавање на спорови. Јас повеќе би сакала за медијацијата да кажам дека е адекватен начин на решавање на спорови пред судската постапка. Зошто го велам ова? Заради тоа што морам да напоменам дека во природата на човекот е можеби да биде конфликтен во текот на неговиот живот, во текот на својот животен и работен век влеваме во конфликтни ситуации, сакајчи или не сакајчи, меѓутоа исто така во нашата природа и да бараме компромисно решение. Барање на компромисно решение значи точно тоа да се најде решение по мирен пат, по пат на преговори, заобиколувајќи судската постапка. Се разбира во оние случаи во кои што се споровите медијабилни. Морам да кажам дека се уште медијацијата си го нема завземено своето право место во правосудниот систем, бидејќи иако првиот закон датира уште од 2006 година, значи поминате период веќе од 10 години, меѓутоа се уште граѓаните сметам дека не се доволно запознаени со можностите и бенефитот кој би го добиле доколку се одлучат еден спор да решат по пат на медијација. Зошто е тоа така? Можеби заради оние традиционални вредности и размислувања што ни влегуваат веќе во обичајно однесување, да го решиме спорот пред се во суд, па да бидеме сигурни дека тоа е правиот начин на решавање на спорови. Не зборувам за години наназад, него за можеби векови наназад, така да медијацијата е навистина еден креативен начин како да се реши еден спор кога е медијабилен. Се базира на неколку начела кои што ги запазува медијаторот, а тоа се доброволност, незадолжителност на постапката, непристрасно и неутрално постапување на медијаторот, нејавност, што е многу битно во сооднос на судската постапка, каква би била итно е постапката, брзо се решава и поефикасно, односно со предизвикување на помалку трошоци за разлика од трошоците кои би биле предизвикани во една судска постапка. А вие се секако денес овде во нашето студио да ја доближиме оваа постапка до гледачите и до граѓаните и секако да им ги дадеме сите оние можности и кои што самата медијација како постапка ги нуди. А може ли вие, господине Младеновски, од социолошки аспект малку да ни подобјасните како тоа во реалноста изгледа, што е тоа во секојдневниот живот што можеме да го приметиме, ајте, се надоврзува на оно што го каже господјата Алексо.
Кога се говори за медиацијата во Република Македонија, треба да се има предвид каква е фактичката состојба во општеството. Според мене, ако се земат извештаите од меѓународните релевантни институции во однос на прашањето за перцепцијата на судството и во однос на правосудниот систем во Република Македонија, тогаш се доаѓа до заклучокот дека медиацијата е всушност одговор на прашањето што ги поставуваат граѓаните како до фер судење, односно како до фер постапка. Медиацијата им ја дава таа фер постапка, им ги заштедува средствата што треба да ги дадат во судската постапка се далеку помали кога се одвојуваат за медиацијата. Потоа можат да дојдат преку медиацијата која е одговор на долгите измачувачки судски постапки. Овде се доаѓа до брзо решение во интерес на двете страни. И она што е најважно во целата постапка, страните ги задржуваат добрите односи, па можеби и ги подобруваат односите за соработка понатаму, што е суштинска разлика кога станува збор за судската постапка. На вашето прашање, јас нема да дадам одговор врз основа на теории, затоа што најчесто кога ќе се постави прашање поврзано со социолошки аспект за медиацијата, јас ќе се обидам преку одредени слики да покажам дека медиацијата не представува кавга. Значи, она што е најважно, вака нема да се реши спорот, а сведоци сме дека во постапките тоа се случува. Медиацијата не е ни применена сила. Имаме случаи, можеби во помал број, меѓутоа имаме и вакви случаи во кои што мислиме дека ќе дојдеме ако примениме сила да ја натепаме странката, и така да го решиме така проблемот. Да го решиме проблемот. Медиацијата не е ни постапка во која што ќе трчаме по одредена цел или ќе трчаме по адвокатите или со примена и повикување на едно законско решение, со поднесување жалби и со измачувачки процеси во кои што после неколку години ќе добиеме некаква сатисфакција со нарушено здравје или нарушени односи со партнерите. Медиацијата е всушност дефинирање на интереси. Оно што се обидуваме ние во ова наше представување во Република Македонија низ призма на медиацијата да го направиме е всушност да укажеме дека медиацијата работи врз основа на дефинирање на интересите на страните во спорот. Тие најдобро знаат што е во нивен интерес и најдобро може да дојдат до она што се нарекува спогодба. Овде сакам да покажам два јазола. Овие два јазола во нашето образование, во нашата представа, во нашата слика, поради митот што е направен околу Александар Македонски, е тоа дека ако не можете да го одврзете, пресечете го. Јас мислам дека ова е текако погрешно доколку се применува во постапка на медиација. Не постои, како што ни овој претходниот, а ни овој азол што не може да се реши. Со други зборови кажано, суштината треба да се дојде да се поздравиме. Токму така. Со стиснати тупаници не можеме да се рекуваме. Да. Тоа е тоа, значи, секогаш треба да се бара по едноставниот, ефикасниот, алтернативен начин кој што може да доведе до решавање на одреден проблем, одреден спор и што е најважно во медиацијата, верувам дека тоа многу ќе им значи на гледачите кои што следат по завршувањето на постапката и на решавањето на спорот, странките остануваат во добри односи, не се разидуваат со патиштата и како се вели народски повеќе очи да не се видат еден за друг, да не слушнат, туку да продолжат, а можеби и со многу подобра соработка од претходната. Затоа е улогата на медијаторот да биде тука помеѓу двете странки за тоа малку подоцна во текот на емисијата. Јас предлагам сега, откако веќе дадовме вовед за тоа што е медиација и како таа изгледа од социолошки аспект, да направиме една куса пауза и ве поканувам секако да останете на 24 вести за тоа што ќе подобјасниме малку повеќе за медиацијата и во продолжение од емисијата. Еј, вие што секогаш сте во потрага по нови нешта, ви го представуваме новиот изглед на Скопско. Добро познатиот вкус на Скопско, од сега во ново пакување и освежен дизајн. Да создадеме уште повеќе нови сеќавања. Скопско за нас.
новото Ford Mondeo со динамични предни LED светла. Blackout. Уживајте под сонцето. Алкалоид Скопје. Медиацијата како алтернативно решавање на спорови е тема на која што разговараме во денешната емисија за животот. На оваа тема во моето студио гости се лиценцираните медиатори Роза Алексова и магистер Славе Младеновски. Продолжуваме понатаму. Да имаме многу теми, иако имаме многу прашања кои што би сакале да ги опфатиме и да ги одговориме за да ја доближиме медиацијата до граѓаните. Можеме ли споредбено да направиме една разлика помеѓу судската и постапката на медиација? И да се доврземе секако со измената на Законот за парнична постапка со воведување на задолжителен обид за медиација кај правните лица. Иако овие две постапки водат кон решавање на еден спор, сепак имаат суштински разлики. Медиацијата има многу предности пред судската постапка, повторно ќе повторам, кога е еден спор медиабилен. Што е била разликата? Секогаш медиацијата се иницира на барање на страната. Мора да постои доброволност. Мора и двете страни да сакаат да се обидат спорот да го решат на мирен начин. Во судската постапка знаеме сите како се почнува судска постапка со поднесување на тужба. Значи едната страна е доведена во ситуација да се брани од тој кој што го тужи. Во текот на постапката за медиација, постапката ја води одбран медиатор. Значи страните спогодбено одлучуваат кој медиатор ќе им ја води постапката на медиација за да дојдат до решение на спорот. Во судот не е така, страните не го избираат судијата кој ќе им го реши спорот, туку според тоа како по системот, судскиот систем за управување со предмети, кај кој судија ќе се падне предметот, тој ќе ја води судската постапка. Во судската постапка задолжително се водат записници. Да. Судијата и записничарот го заведуваат се она што е кажано во текот на судската постапка за време на рочиштата, подготвителното и главната расправа. Исто така имаме новина и тонско снимање во текот на судските постапки. За разлика од судската постапка, медиацијата е нејавна постапка. Сосема нејавна постапка, значи страните си го задржуваат она што е доверливо и само за нив. Само за да го решат спорот. Тоа значи дека никој друг освен нив и медиаторот не учествува во текот на постапката. Тука не се исклучува учеството на трето лице, меѓутоа само во согласност со страните и медиаторот. Кога велам трето лице, мислам на можноста да учествува во постапка за медиација, да речеме вештак, проценител, кога некој од страните смета дека некое одредено вештачење или проценка ќе биде во прилог на докажување на некои факти за кои што смета дека се релевантни да се реши еден спор. Во тој случај, доколку двете страни се договорат, може да учествува и трето лице. Во спротивно, постапката е нејавна. Секогаш постапката на медиација може да се прекине во секое време. Ако страната, било која од страните, или медиаторот на крајот на криштата, ако смета дека е нецелисходно водењето на постапката, во тој случај постапката за медиација се прекинува. Во судската постапка обично има разрешница и едниот излева незадоволен од решението на спорот во тој случај. На крајот на постапката на медиација добиваме заемна спогодба, а тоа е потврда дека се задоволени заедничките интереси на страните и добиваме популарно кажано вин-вин ситуација. Во судската постапка се донесува одлука, пресуда или решение со кое што се решава спорот според закон и според сите други позитивни правила и прописи кои што смета дека судијата треба да ги примени и овдека не се на битно место интересите на страните, туку како вели законот. Така да ова се суштинските разлики кои што ја ставаат медиацијата во предност во однос на судската постапка кога се работи за медиабилни спорови. Морам да напоменам дека во прилог на промоција и на практикување повеќе на медиацијата кај нас е измената во Законот за парнична постапка,
Тоа е измената од лани од јули 2015 година, која што започна да се применува оваа година во февруари и која што воведува задолжителен обид за решавање на спорови во постапка на медиација за стопанските субјекти, односно правните лица кога се работи за парично побарување до 1 милион денари за кои што спорот се поведува со тужба. Ова е многу битна измена и го прави нашиот закон многу подобар во однос на други закони за медиација кои што ги имат околните, барем земји и они од поранешните југословенски простори, бидејќи, морам да кажам, не се работи за задолжителна медиација, уште еднаш медиацијата е доброволна, меѓутоа задолжителен обид. Само за правните лица се во интерес на задржување на добрите деловни односи помеѓу страните, не само како што биле пред да настане спорот, него и од кој ќе си подадат рака, од кој ќе се реши спорот за воиднина да си ги задржат и веќе се практикува овој нов закон, има интерес кај правните лица и така на тој начин и повеќе и подобро се запознаваат со можностите на медиацијата. Секако веруваме дека се повеќе ќе се применува овој метод на решавање на спорови. Господин Малиновски, доколку јас сум, да кажеме, дел од една медиација, едната странка сум јас, имам наспрема мене уште друга странка со која што сме одлучиле, нели, на овој алтернативен начин да го разрешиме сопствениот спор кој што го имаме меѓу нас. Каква е мојата позиција како учесник во медиацијата? Како лице што влегувате во судска постапка, сите знаеме каде ни е местото. Да. Каде е местото на судијата и каде е местото на правните застапници. Кога станува збор за медиацијата, бидејќи луѓето тоа како процес помалку го знаат, јас ќе се послужам повторно со слики, бидејќи велат една слика 1000 зборови. Да. Гледаме дека овдека двете страни се на различни позиции. Медиаторот доаѓа како трета неутрална страна што го прифатиле страните во спорот да им помогне во решавањето на спорот. Неговата позиција е неутрална и независна во однос на двете страни. Значи, треба да внимава да нема блиски релации со ниједна од страните за да не се посомнева другата страна дека е пристрасен при водењето на постапката. Потоа, треба да ја објасни процедурата. Ова вие што прашувате, всушност таа позиција. Вие сте се согласиле и сте дошле во канцеларијата на медиаторот. Во моментот тој ги запознава двете страни со постапката за медиација, што значи. Во најголемиот дел тука станува збор за одредени задолжителни правни прашања што е должен да им ги соопшти, меѓутоа станува збор за одредени суштински прашања што се поврзани со медиацијата. Меѓу повеќето прашање едно од тие дека тој не е судија кој ќе донесе пресуда, туку е лице, како што беше кажано во досегашниот тек од разговорот, кој им помага да дојдат до решение. Тоа значи да ги напуштат овие две позиции што ги имаат и да дојдат во сосема друга позиција сега. Значи, тие две позиции спротиставени треба да ги променат и да дојдат во позиција во која што ќе го прифатат медиаторот сега, да речат после неговиот настап, да, ние сега сме согласни откако вие ни ги дадовте основните информации, да влеземе во постапка за медиација. Со самиот чин кога медиаторот ќе влезе во постапката со страните во медиација, тој треба да им укаже дека треба да ја подобрат комуникацијата меѓу себе. Повеќето страни во спорот имаат многу лоша комуникација. Ова што беше кажано дека се забележува во природата на човекот дека е конфликт на личност, тоа може да се појави и во постапка со медиација. Луѓето можат да употребат одредени навредливи зборови. Сите тие задачи се задачи на медиаторот. Потоа, доколку постигне одредено ниво на високо ниво позитивна комуникација, треба да ги поттикне сега страните да дојдат да даваат своји предлози и своји решенија како тие би го решиле проблемот пред кој се наоѓаат или спорот. Што најчесто едната страна гледа решение на проблемот на едно ниво, другата гледа на друго ниво. Меѓутоа, тоа е голем чекор напред кога дошле во постапка со медиација тие да ги изложат своите опции. Всушност, на крајот доаѓа медиаторот ги води тие да застанат сега со променети позиции, а со заеднички интереси да го решат спорот. И овде, како што забележувате, медиаторот веќе не им е потребен. Може да им потребен во друга ситуација. Ваква позиција никогаш немате во судската постапка, како што беше речено, од причини заради тоа што решението во судската постапка не е решение на проблемот, туку само нова постапка во нова жалба пред повисок суд.
па повторно целата постапка. Доаѓањето до спогодба со медиација, со предпоставка дека страните ќе ги исполнат ветените или обврзувачките елементи од спогодбата, тие го решиле спорот. Таму немате жалба, таму немате нова постапка. Сите страни практично имаат потреба интересот да биде примарен и да го решат. Тука немате задоволна и незадоволна или поразена и непоразена страна. Ако не се двете страни задоволни, имате лоша спогодба и таа спогодба нема да трае. Всушност, луѓето почнуваат да размислуваат на бизнис ориентација, дека секоја постапка што трае со години, всушност им го уништува угледот. Еве само како пример ќе посочам во оваа насока и со тоа ќе завршам. Замислете една осигурителна компанија, како е за незиниот имидж ако не сака да исплати одредена штета за лице за кое што мисли дека е според законот во право. За секоја осигурителна компанија е во интерес прашањето со таквиот граѓани или корисник, клиент, да го реши во постапка на медиација, без новинари, без јавност, со други зборови, во која што доволно е начинот на кој што ќе влезе во постапка, страните две да бидат задоволни. Влегувањето во судска постапка на секоја осигурителна компанија со јавност во која што може да и се случи дека е некредибилна, недоволно исполнителна во однос на договорите, тоа значи секојаш на ниво на година не оди кај таа компанија, не исплаќа. Не оди кај таа компанија, процедурата е голема. Не оди кај таа компанија, со медиација всушност она нема да ги излаже страните. Меѓутоа, страната која ќе излезе е задоволна и водете сметка. Секогаш кога ќе излезе се кај таа компанија, јас го остварив тоа што го барав. Што е суштината на спорот. Таа самата сега станува промотор на политиката на осигурителната компанија. А може малку повеќе нешто за постапката да ни кажете на медиацијата? Кога станува збор за постапката, значи во овие три позиции што ги направив како слика, во која што медиаторот кажува, всушност он треба да им го долови целокупниот процес на страните што ги чека. Точно да знаат тие со секое доаѓање во постапката, што значи. Првиот ниво на кое што медиаторот ги запознава е всушност моментот на изборот на медиатор. Значи страните со самиот чин што избрале медиатор со лиценца, постигнале согласност околу едно прашање. Тие се во суштина во спор, меѓутоа сега имаат прво и едно прашање заедничко. Има и други. Медиаторот треба тие прашања што се заеднички да ги извади, а значењето на конфликтите да го намали до степен да тие можат да почнат да го разговараат проблемот од аспект на нивниот интерес. Понатаму, медиаторот ќе ги запознае со постапката, поголемиот дел ние го кажуваме во овој дел што значи од суштински аспект медиацијата и зошто таа треба се реши, за да дојдат тие до моментот на спогодба. Јас овде ќе покажам еден круг, тој е фактички од холандската школа, она која што практично јас и Роза ја завршивме во 2006 година, така беше. Меѓутоа се користи и како харвардска метода ова. Овој круг има 4 елементи, односно 4 дела. Првиот дел е ово што го кажаме, во кој што медиаторот ги запознава страните во спорот со тоа што е медиацијата. Значи ги дава основните елементи кога веќе решиле тие да дојдат на медиација, кои се правилата на однесување и дека оние неприкосновен авторитет од аспект на неутрална страна. Еве ќе ви послушам како пример, барем на оние вежби или предавања јас што ги демонстрирам, колку е битно и значајно медиаторот да знае како да се представи пред страните. Замислете пред предпоставка вие двете како дами да сте страни во спорот и во текот на разговорот вие да ми поставите прашање поздрави ја сестра ти или поздрави го брат ти. Ја или брат или сестра може да имам. Самиот чин што јас, тоа не е конфликт на интереси, меѓутоа чувството кој ќе ви кажам благодарам, да, се видовме, кај втората страна ќе создаде чувство дека ние се познаваме приватно. Има точно прецизирани ситуации во кои што медиаторот мора да се одвои, да се дистанцира таму каде што не може да биде медиатор. Ова прашање е во прашање моралот. Јас ако сум добар медиатор, мора да се свртам кон втората страна и да укажам дека ова познанство на
вас како страна во спорот со некој член од моето семејство не е конфликт на интереси и не го нарушува мојот авторитет во спорот. Нема да влие на спорот. Нема да влие врз мојот начин на водење на постапката. Нема да бидам пристрасен со други зборови спрема вас. Вториот дел на постапката е истражување. Значи, овој првиот дел е подготовка, во вториот дел и во третиот дел, во фазата на преговори, се состои суштината на медиацијата. Всушност, овде медиаторот ги изслушува, им дава можност преку отворен тип на прашања, преку затворен тип на прашања, преку парафразирање. Страните, ова што го кажа колешката, имаат право да користат вештаци, да понесат документи, се што мислат дека нив им користи, а најмалку, пазете, од сето тоа треба да се повикуваат на закон. Најмалку на закон, да го користат оној израз кој што вели јас имам право. Овде тоа не се применува. Тоа не значи дека тие нема да го применат или да го заборат. Овде треба да водат кој е мојот интерес или што е мој интерес во постапката. Вториот дел, и тука практично завршува вториот дел од постапката со прецизирање на интереси и со промена на позицијата. Ова е многу битно, како што покажа во претходниот слайд, односно слика, страните да ги променат сега позициите, да почнат да размислуваат дека може да дојдат до решение. Тоа е основа да се премине во третиот дел од кругот, значи неговата трета четвртина, и во почетокот на овој круг се создаваат опции. Воопшто, задача на медиаторот е да ги запише опциите за проблемот. Да речеме, вие имате проблем во случајот со колешката и тој проблем вие сметате дека треба да се реши на одреден начин. Сметате дека долго треба да биде исплатен веднаш и без чекање. Тоа е една опција. Колешката не вели дека не треба да се исплати долгот. И она вели, да, ќе го платам долгот, но не можам веднаш. И не можам во целост. Тоа е нејзина опција. Вештината на медиаторот оди во таа насока кои се тие опции што сега вие можете да ги понудувате, за сето време тој ги запишува, и секој од вас, како страни во спорот, ги коментира можните решенија. Практично се доаѓа, се води до ситуацијата во која што одеднаш самото решение страните го дале. Јас не можам да претпоставам кој ќе биде решението на овој импровизиран спор меѓу вас, каде што не должите никој никому нешто. Меѓутоа да претпоставиме дека всушност решението ќе дојде во таа насока што ќе биде исплатен долгот со камата после на рати. Значи сите ќе бидат задоволни. Ето, ако сакате да се потрудите, ќе најдете решение. Овде страните во спорот сега имаат можност да ја напишат спогодбата, бидејќи тие дошле до решението. Меѓутоа законот им дава можност и да ја дадат спогодбата да ја напише врз основа на упатствата што тие ги направиле и медиаторот. Потоа тој им ја дава да ја потпишат, односно да ја прочитаат. По потпишувањето тие имаат склучена спогодба и веќе се на прагот, се вели, на решен спор. Меѓутоа има уште нешто. Мине ми препшта слајд го обесна крајот. На крајот, заради извршност на спогодбата за медиација, како сигурност ете посебно за онаа страна која што треба да оствари некое свое побарување, треба да се солемнизира за да има својство на извршна испрва. Солемнизацијата се врши кај надлежен нотар според подрачјето на место на живење на страните и по солемнизацијата се смета дека добиваме иста одлука со иста правна сила како што е и судската пресуда. Господја Алексова, кој може да биде медиатор, како да се најде добар медиатор и како да поканиме друга страна во постапката на медиација? Може ли да кажете личен став како да се подобри оваа постапка на медиација кај нас во државата? Постапката на медиација може да ја спроведува само лиценциран медиатор. Лиценциран медиатор, да. Тоа се стручни лица кои што поминале и неколку обуки за медиација, совладувајќи ги вештините, техниките, стиловите на медиација низ сите фази од одвивањето на постапката. И треба да има положено испит за медиатор, кој што е во ресорот правосудство, Министерство за правда. Од кој ќе се положи испитот, секој лиценциран медиатор добива лиценца која што подлежи на евалуација на секои 5 години. Значи, медиаторот може активно да постапува постапки за медиација во рок од 5 години, додека важи лиценцата, потоа мора да се видат резултатите, значи мора медиаторот да биде добар за да продолжи да постапува како медиатор.
кои се лиценцирани медиатори и каде можат страните да се обратат, доколку имаат потреба да се реши еден спор по пат на медиација, че разберат од огласните табли во судовите, може да го погледнат сајтот на Министерство за правда. Секое министерство содржи такви податоци и може да дава граѓанско-информативните центри во локалните самоуправи, исто така може да им дадат информација на заинтересираните страни кога сакат да решат еден спор во медиација, каде да најдат медиатор, каде би се одвивала медиацијата и така натаму. Морам да се вратам на медиабилни и немедиабилни спорови. Медиаторот може да постапува заради информираност на вашите гледачи само во случај кога се работи за спор кој што е медиабилен. Тоа со други зборови значи дека еден спор е медиабилен само доколку страните можат слободно да располагаат со побарувањето или со некое свое право согласно законските правила и прописи кои што важат во нашата држава. Овде ги би спомнала како најмедиабилни имотните спорови, работните спорови, споровите кои што произлегуваат од облигациони односи, од соседско право, и трговските спорови и така натаму. Кога, например, во работни спорови, некој работник смета дека не му е остварено право од работен однос, например, има недоисплатени плати, разлика во недоисплатени плати, неплатени придонеси или му е откажан договорот за вработување, во тој случај може да се обрати кај медиатор и да се реши спорот. Овој спор е медиабилен. Сите спорови кои што произлегуваат од облигациони односи, а тоа значи од некои исклучени договори, договори за закуп, за долг, за кога се доаѓа до надоместување, потреба за надоместување некоја штета, сите овие спорови се медиабилни. Кои би биле немедиабилни споредбено со овие кои што се медиабилни? Тоа се некои спорови во кои што, например, преовладуваат елементи на семено насилство. Тие не се решаваат во постапка за медиација. Исто така, во постапка на медиација не се решаваат спорови кои што содржат елементи на кривично дело, посебно не оние за кои што е пропишана казна затвор над 5 години. Или оние спорови во кои што има голем дисбаланс помеѓу страните каде што преовладува значително и очигледно правото или слабата страна во двете страни во спор. Во тој случај медиаторот не може да се нафати да води една постапка за медиација и се она што е дозволено во правниот промет во нашата држава е медиабилно. Доаѓаме до крајот на денешната емисија, немаме нешто многу време. Јас би сакала за самиот крај, доколку може да ми кажете каква е моменталната состојба, колку граѓаните се запознаени со процесот на медиација и еве, зошто на самиот крај би се одлучиле да одат на медиација, да ги пресокнат тие судски постапки, односно на полесен и поефикасен начин да го решат својот спор. Но прашање ќе се обидам да одговорам со едно истражување што беше реализирано за потребите на еден проект што беше во организација на Институтот за европска политика. Истражувањето го направи Институтот 4R, а станува збор за мислењето на државните службеници за медиација. Се тргна од предпоставка да се види како јавноста, во случајот еден сегмент од јавноста, ја познава медиацијата. Во тој период кога беше извршено истражувањето, може да се констатира дека степенот на информираност на државните службеници за медиацијата 2012 година, оние што се многу информирани е 5%. Навистина малку. Поразувачки. Поразувачки. Оние што се па многу информирани се всушност 35,7%, а оние што се практично, значи, многу информирани 5%, а средно информирани се 59%. Ако еден сегмент од јавноста кој што се државни службеници имаат волку ниска информираност, што станува со граѓаните? Така. Јас овде би укажал и на еден втор сегмент кој што и текако е битен за медиацијата, тој е бизнес заедницата. Стоиме на предпоставката дека добар дел и она кога би се сегментирала бизнес заедницата и кај неа би се покажале многу високи проценти за неинформираност. Значи, озборуваме од аспект на тоа да го знаат процесот. Еве еден пример што е многу добро да се размисли од аспект на законодавецот, каде што може да ја поттикне медиацијата. Во сегашниот начин медиацијата е доброволна и така треба да остане. Меѓутоа станува збор за еден процес во кој што може со одредена препорака на јавните претпријатија да им се сугерира постапката за медиација, кога имаат спор со физичко или со правно лице, да ја поканат страната во спор пред делот на суд.
Верувам дека гледачите од ова кусо излагање, кое што навистина беше малку можеби за сите добри и позитивни страни кои што медиацијата ги има, успеа да сватат која е позитивната страна и зашто би се одлучиле кон медиација. Сепак верувам дека е пократка и она што е многу важно, самиот почеток кажавте, доста поевтина. Трошоците се значително помали во однос на судската постапка. Во судската постапка се држиме исклучиво на одредбите од Законот за судски такси и исто така и на адвокатскиот тарифник, бидејќи повеќе притежнуваат граѓаните кон користење на правна помош од полномошник адвокат во судската постапка, за разлика од медиацијата, во која што можете лично да се застапуваат, али не е исклучена можноста доколку сметаат повторно да добијат правна помош од адвокат. Трошоците во медиација се сведуваат на се рачунаат во часови. Час медиација најмалку според вредноста на спорот, според вложениот труд, учеството на страните и така натаму. Има ли рок во кој би требало да биде завршена медиацијата? Па можно и за час, два часа да се реши една постапка за медиација, за разлика од судската постапка каде што си има ред, формална е постапката и треба да помине доста долго време, али најдолгиот рок во кој што е предвиден, што не верувам дека би се исполнил до крај, 60 дена. Секако брзината на медиацијата и на завршувањето на споровите зависи и од медиаторот и од секако војата на странките. И од медиаторката. Секој значи има право да одбере свој медиатор и медиаторка. Јас верувам дека уште еднаш ќе кажем успеавме да доближиме медиацијата до нашите денешни гледачи. Ви благодарам денеска што најдовте време да го представите ово алтернативно решавање на спорови пред нашите гледачи. Се надам дека ќе имаме можност повторно да се видиме. И како завршуваме медиацијата на крај? Благодарам за поканата. Ви благодарам на гостувањето. Благодарам. Драги гледачи, вам ви благодарам за вниманието со кое што денеска не следевте. Верувам дека бевме од особен интерес за сите, кои што одлучивте нешто повеќе од 30 на минути да бидете со нас во емисијата за животот. Имајте пријатен и убав ден, останете со програмата на телевизија 24 вести.